Синдикатите бараат поголеми плати и работодавачите мерки за раст на продуктивноста, владата прибира пари во буџетот. Се одржа првата седница на новиот економско-социјален совет по промената на власт, на која беа поставени барањата од сите засегнати страни. Премиерот Мицкоски на работодавачите и синдикатите им вети дека владата е и ќе биде нивен партнер. Тој во своето обраќање посочи дека затекнале катастрофална состојба во државната каса и првата задача на владата била да се приберат повеќе пари. Заклучно со 24 јуни не достигале 30 милиарди денари во буџетот, а кон приватниот сектор досега имало неплатени обврски во износ на 200 милиони евра. Изрази жалење што советот претходно не бил вклучен во кроењето на државната каса. Состојбата беше повеќе од катаклизмична и нашата прва цел беше како влада да ја консолидираме состојбата за да можеме потоа да градиме политики и да носиме одлуки. Затоа што бевме во слободен пат. Кога имате состојба во слободен пат, тогаш прво што треба да направите е да го сопрете слободниот пат, колку можете побрзо да ги консолидирате институциите кои што беа тотално нефункционални да станат колку толку функционални. Начело на економско-социјалниот совет ќе биде министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Тој порача дека во иднина сите одлуки, мерки и закони ќе се носат транспарентно во рамки на советот. За владата е од клучно значење транспарентен социјален диалог. Економскиот социјален совет е трипартитно тело на национално ниво преку кое ние во наредниот период ќе ги водиме социјалниот диалог. Ќе ги слушнеме барањата и од синдикатите и од работодавачите, односно од сите засегнати страни, па на крај ќе донесеме заеднички одлуки, ќе донесеме заеднички мерки, пошто сите страни имаме една цел, тоа е подобрување на стандардот на нашите граѓани. Синдикатите на денешниот совет на работодавачите им кажале дека мора да се потпише општиот колективен договор за приватниот сектор, а од владата очекуваат забрзан раст на платите. Сметаме дека тоа што го дискутиравме денеска на седницата на економско-социјалниот совет би требало да даде резултати во многу скоро време, имајќи во предвид дека во подготовка е и буџетот за наредната година, зашто добивме уверување дека штом ги помине филтрите, ќе седнеме на заедничка маса да го погледнеме и да ги видиме можностите на државата. Според Организацијата на работодавачи, пак растот на платите треба да го следи развојот на продуктивноста. Тие се против паушално зголемување на минималецот. Бизнисот пак очекува во иднина да се разговара и за даночните политики. Како да работиме на зголемување на продуктивноста, со тоа ќе намалиме сиромаштијата, ќе го намалиме бројот на луѓе кои примаат минимална плата и сите луѓе во државата да бидат позадоволни и посрекни, бидејќи минималната плата е плата која зима основна почетниот работник. Сакаме да го прошириме диалогот во однос на не само на трудовата легислатива, туку по однос на даноци, по однос на економија, во однос на климатските промени и така натаму, бидејќи сметаме дека трудовата легислатива или само да разговараме за минималната плата, без да разговараме за економијата, за продуктивноста, за бизнис климата, не можеме да дојдеме до реален однос и концепт да се договориме за минималната плата. Покрај министерот Дурмиши, членови кои се именувани од страна на владата во новиот економско-социјален совет се министерот за социјална работа, демографија и млади, министерката за финансии и министерката за образование.